Ете така, на големо задоволство на сите нас, овие денови во нашава држава пристигна нашите роднини хунзите кои што дојдоа од далечни краишта и кои што се потомци токму на она позната фаланга на нашиот голем Александар Македонски. Токму наши гости денеска, јас на самиот почеток ја најавив Ангелина Маркос, но имаме уште едно изненадување. Наши гости се луѓето кои што долго време се занимаваат истражувајќи, анализирајќи и пишувајќи токму за античка Македонија, токму за древна Македонија, Македонија од времето на Филип II Македонски, Македонија од времето на Александар Македонски. Добар ден за и двајцата гости, Ангелина Маркус и господинот Ристо Поповски, кој што инаку е наши селени, кој што живее и работи во Германија, но никако не ги напушта македонските корени, постојано истражува, пишува се за античка Македонија, за древна Македонија. Ете така да ви посакам едно добро утро, добар ден, нели зависно за кого. И веднаш да стартуваме за она што е актуелно денувиве, што е интересно, значи за хунзите. Вие исто и претходно имате доста сознание за овие наши далечни роднини. Односно, далечни во смисла дека далеко живеат, но се сепак наши блиски роднини. Просторно. Така, просторно кажано. Да. Тоа што се однесува за Александар Македонски, тоа е непобитно, дека е најпопуларната личност во светот. Тоа е личност која што има оставено трајни траги во културата, во воената техника, комуникацијата меѓу народите, остварувањето на космолитската филозофија во поврзување на народите и друго. Но не се само хунзите кои што многу пријатно како голем настан за Македонија се случија сега, туку има 142 бројка на народи и племина кои што најзачестено во средниот век се до денеска пишуваат за подвизите на Александар и на македонците на македонската фаланга. Тоа е огромна бројка, тоа е скоро целиот свет на сите континенти. Многу е значајно дека во спомен на Александар ние имаме, го именуваат на различни начини Искандер. Например, заливот е Искандер. Искандер се викаат поголем број на неговите градови низ Азија и другите места. Шандор го викаат унгарците. Има повеќе имена прилагодени на сите. Само сакам сега да спомнам за некои од кавказските народи кои што му даваат Санадер имена. Јас имам направено еден попис на 8-9 карактеристични имена за Александар, кои што се служат не само хунзите, калашите, не во Бахтрија, не во Афганистан, не во Либија, секаде каде што останати се трагите од фалангата, што Александар ги разнесувал по светот. Многу значајно воопшто за македонците е тоа дека и после 2000-2300 години тие се чувствуваат како македонци. Тоа ние го видовме на дело овие денови, оваа недела, кога тие дојдоа во Македонија. Али не е таа прва врска, далеку порано. Траги, реков, во тие Александриди постојат, али постојат и во многу филмови што други народи и други држави ги правеле порано од нас. Така пред едно 20-22-3 години една шведска телевизија беше во посета на хунзите и тамо направи филм и тие изјавија дека многу е чудно што еве носиите што ги видовме тамо се сосема слични со носиите на фолклорната група на Истебање, која што била на светско такмичење. Везовите, начинот на игри, инструментите, сето тоа далеку пред ние сега тука да го констатираме или кога македонците одат тамо, веќе светските телевизии тоа го покажаја. Тоа се случи нешто покасно во 94 или 5 година, кога во Канада направија филм, ги посетија, па потоа беше Илија Чашуле, па беа и многу други, беа и грците да направат, да се истражува фолклорот, да се истражува начинот на живење, битот, инструментите, се тоа, везовите, накитот, кои што се еднакви со потекло од тука, изворно од македонците.
ова недела хунзите нас со голема срдечност, со голема организираност ни покажа што се тоа македонци. Една неверојатна елоквентност, тоа се гледа дека се потомци на најголемите оратори од Македонија, како да вчера излегле од лицеумите на Аристотел, кај што учеле говорништво, тие се представија дека нивната крв, тоа што го носат во себе, никој не може да го одречи. Тие се македонци и сегде по светот кај што ќе одат ќе кажуваат дека се македонци од фалангата на Александар Македонски. Многу впечатливо беше тоа што вика овде кога стигнавме го осетивме македонскиот дух и ние изгубивме поим за времето, како што нашите предци, Александровите војници изгубиле поим и за времето и за просторот и останале тука оддалечени 18-20 километри од матичната земја од Македонија. Ние вели секој ден се прашуваме кој ден беше денеска и не ни се враќа назад. Мислам дека тоа што го видовме, тоа што го почувствувавме, тоа што тие го кажа, го изнесоа, е значајно за потврдување на македонскиот идентитет, кој што се повеќе се иде на тоа, милениуми го освојуваат, го негираат, али и покрај тоа македонците си се македонци. Али многу луѓе имаше дојдено вчера во соборниот храм со томови книги во рацете. Ташко Белчев, па Кристефов од Торонто дошол со нови книги, дошле тоа беше Васил Вилјов и уште многу луѓе кои што 20-тина чекаја да им ги врачат подароците. И уште еден гест на македонците да дадат нешто свое од душа, али најмногу да ги запознаат со тоа што се случува, што се пишува, кои се тие луѓе кои што заедно со нив во светот сакаат да покажат македонски идентитет. Тоа се калашите. Токму тоа сакам да прашам господинот Ристо Поповски, значи кои се фактите, аргументите со кои што на светот ќе му кажеме, ќе му докажеме, ќе му покажеме кои сме, нели? Дека сме ние токму потомците од времето на Александар Македонски, оние антички македонци. Кои се фактите? Особено во време кога имаме проблеми какви што имаме. Да, сега имаме големи проблеми, меѓутоа проблемите можат многу лесно да се решат, зашто постојат огромни факти во целата историја на светот, пишуваат милиони книги се напишани за Македонија. Можам да ви кажам дека неверојатно во Германија ако одите, ќе видите еден рафт за германската историја, ама ќе видите цел спрат само за македонската историја што пишува. Таа некаде фигурира како грчка, меѓутоа ние е познато дека грците се само 170 години стари. Тие немаат ништо заедничко со антиката. Со антиката има само македонскиот народ. И во тоа е целиот проблем со кој сега Македонија се случи. Да појдеме тогаш према ханзите, кои вчера лично ги видов, дојдов ради нив исто така, да го видам мојот македонски цар и бев многу воодушевен. Тие многу срдачно, чисто македонски се однесуваа према нас, како да сме браќа, како да сме еден народ. Тоа тие го докажаа вчера. И едниот кажа, вика, ако лаже, вика, било што друго, вика, ма крвта не лаже. Така да ние, сигурно, ако размислуваме како Александар стигнал тамо, затоа што тие денеска мислат према историските податоци дека тие останале од Македонија, тргнале во Ханза и останале тамо како војска на Александар. Јас тоа би го прифатил, меѓутоа сум друго мислење дека тие не останале таму, останал еден дел од војската, меѓутоа Александар, ако оние што читале доста за Александар, тоа е најчитана книга после Библијата. Сите книги за Александар се најчитани книги во светот после Библијата. Така да има многу писатели, ја мислам над 1000 писатели има кои пишувале за Александар Македонски. И ако целата таа архива, ако ја прегледаме и прочитаме, ќе видиме дека Александар Македонски фактички бил долго очекуваниот Божји син, кој тргнува на патот на кој пред тоа другите Божји синови тргнале како Дионис, прво Македон, па Дионис, па Херакле, и Александар морал да тргне на тој пат, затоа што светот го очекувал Божјиот син да се роди, да им даде надеж
тако нас Рисус